Вчера вечер недела околу 22 часот експлодираше градската водоводна линија Фи-600 во Влае. Денеска екипите на ЈП Водовод и канализација Скопје го санираа дефектот. Огромниот багер со голема прецизност меѓу повеќе кабли успеа да го отстрани оштетениот дел. 12 часа од кога експлодираше цевката Фи-600, екипите на водовод и канализација работат на санирање на дефектот. Во овој момент се отстрануваат старите делови од цевката и се планира да се воспостави нов дел кој што ќе го нормализира во потполност водоснабдувањето во град Скопје. Жителите кои гравитираат околу цевката која ја разнесе улицата велат дека дефектот бил како експлозија и дека тоа се случило околу 21 часот и 30 минути. Као бомба некој имаше фрлено и почна да бучи. Излевавме тука, наварда видовме дека 2 метра имаше вода во ваздух и дека улицата беше поплавена, водата беше усмерена према Вардар, према кеот и почна да го корне кеот. Граѓаните се јавиле во водовод и канализација пошто екипите излегле на терен и почнала санацијата на дефектот. Била исклучена водата и во овој регион ја снемало околу 23 часот. Неколку часа подоцна дошла со намален притисок. Инаку од јавното претпријатие Водовод и канализација индиректно за дефектот ја обвинија Електродистрибуција. Поради повеќе краткотрајни прекини на снабдување со електричната енергија во регионот кај бунарите на Лепенец, предизвикана е варијација на притисокот на пумпниот систем од бунарите кон градскиот цевковод, од каде се дополнува водоснабдителниот систем. Како резултат на прекините на мрежата на електрична енергија, настанати се два дефекта истовремено, на главната водоводна линија Фи-600, како и дефект во шахта на Фи-400 на еден од бунарите. Од Електродистрибуција пак велат дека ова не е вистина. Напојувањето било согласно и во границите на пропишаните стандарди и не биле регистрирани никакви отстапувања. Дефектот на кабелот помеѓу трафостаницата Влае 2 и трафостаницата Влае 1 настанал во 18 часот и 18 минути во недела 5.10.2025 година. При лоцирање на дефектот се направени исклучување на извод, карпош на дел од извод Влае. Санацијата на дефектот е завршена во 20:50 часот од страна на екипите на Електродистрибуција. Прекинот на водоснабдувањето настанал повеќе од 1 час подоцна од завршувањето на санацијата од страна на екипите на Електродистрибуција, односно околу 22 часот. За жал, директорот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Тони Миновски, не се јави на телефонските повици за да ни одговори на неколку прашања, меѓу кои дали опремата околу бунарите има заштита од варирање на напон. Инаку додека екипата на ТВ21 беше на терен, на местото се појави инспекција од град Скопје. Беа таинствени, но почнаа да ги чешлаат околните објекти кои се во градба. Гледате сами зградата каде доаѓаат мешалици, доаѓаат пумпи, така да по цела улица има. И то не е асфалт. Жителите велат дека овие цевки се сменети на почетокот од 90-тите години, но дека уличката последните години е исклучително прометна и по неа се движат тешки товарни возила.